Почитувани граѓани, овој извештај од Државниот завод за ревизија на Република Македонија е уште еден доказ за тоа како функционирало ВМРО-ДПМН внатре во работата на самата партија. Во извештајот за 2017 година, Државниот завод за ревизија констатира дека ВМРО-ДПМН не ги прикажала реално податоците во финансиските извештаи. Нотирано е дека ВМРО-ДПМН поседувала дури 3 сметки, што е спротивно на Законот за финансирање на политичките партии. Додека граѓаните се бореа со долгови и сиромаштија, што им ја наметна токму истата таа партија ВМРО-ДПМН, партијата потрошила 386.000 евра за изработка на над 200 уметнички слики, но при тоа нема фактури што ќе докажат каде завршиле тие пари. Како одговорно лице за работењето е посочен Никола Груевски. И за финансискиот извештај за изборите во 2016 година ревизорот изразил негативно мислење. Поради немањето соодветна документација за сите приходи и расходи за изборната кампања. Христијан Мицковски, наследникот на Никола Груевски и негов советник токму во тој период, досега ниту еднаш не се огради од криминалните политики на неговиот претходник. Мицковски не се извини на граѓаните за пустошот во економијата, за нивното 11 годишно осиромашување, за поделбите и кризите кои како наследство им ги остави ВМРО-ДПМН. Очигледно е, Мицковски, некогашниот советник на Груевски, нема капацитет вистински да ја реформира партијата и да ја надмине матрицата на Никола Груевски. Со таквото однесување, ВМРО-ДПМН останува на браникот на криминалот, на Груевски и фамилијата, наместо да понуди реални политики во интерес на граѓаните и да се вклучи во реформскиот процес. Христијан Мицковски треба да излезе пред јавноста и да одговори дали и што му должи на Никола Груевски. Граѓаните ја поразија ерата на груевизмот, кажаа не на лошото владење и избраа развој, просперитет, слобода, демократија, избраа европска иднина и подобар живот за сите.